Проблемот со хигиената, влагата и санитарните јазди што со години укажува на лошите услови во кои живеат студентите и покрај бројните најави од Министерството за образование и наука за реновирање и одделување наменски финансии, останува да виси само врз грбот на студентите. Сведоци на ваквата мизерија денес беа и пратениците Моника Зајкова, Мухамед Кадриов, Артина Ќазими, Фиснике Бектеши, Сафија Садики од клубот на младински прашања и политики на Собранието на Македонија, како и председателот на Универзитетското студентско собрание при Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје, Славчо Темелковски и Виктор Вилевски, директор на студентскиот дом Стив Наумов. Целта на посетата, најави од Собраниската прес-служба, е да се изврши увид во просториите и да се оцени дали поправките и реновирањето се одвиваат согласно предложениот акциски план за реализација во студентските домови на активностите побарани од студентите на Министерството за образование и наука. Денес ја видовте во целост сликата која што веќе подолг период се зборуваше за Стив Наумов. Што е тоа што вие како импресија од овде ќе понесете? Во рамки на клубот за младински прашања и политики, иако веќе бевме информирани од универзитетските студентски собрања за тоа каква е состојбата во Стив, сакавме и лично да видиме што она, мислам, најдобро може да доживеете доколку видите со своји очи што се случува внатре во домот. Импресиите се лоши. Очигледно е дека е потребно навистина да се санираат студентските домови од корен, особено Стив Наумов. Мене оно што ме шокира е што првиот и вториот блок се реновирани во 2009 година, а гледаме дека зградите се тотално во употреба и тоа е засрамувачки. Не може во толку краток период да се случува, односно да бидат во толку лоша состојба. Она што го видовме во оваа зграда која што е пуштена е дека треба подитно да се санираат и реконструираат и тоалетите, но и условите за живот, односно да се искречи и да се потреди домот. Како собрание, она што можеме да го направиме е да свикаме јавна расправа и таа ќе оди во формално работно тело, односно дали тоа ќе биде комисијата за финансирање и буџет или комисијата за образование или двете комисии заедно, со цел за состојбата и за студентскиот стандард општо да се дебатира на формална комисија од каде што ќе се извлечат понатаму заклучоци кои ќе ги обврзат институциите да постапуваат, меѓутоа тоа да бидат реални заклучоци, да не биде да добиваме само извештаи и планови кои што нели на теорија изгледаат многу фино и убаво, меѓутоа кога ќе дојдете на терен гледате сосема нешто друго, но да се обврзаме на реални заклучоци, реално институциите да превземат работата во своји раце и да обезбедиме на вистина подобри услови за секој студент. Ова што е сега во моментот е далеку од добри услови за живење. Ако се согласиме дека младите се иднината на секоја една држава, ве чуди последна ваква слика на еден студентски државен дом што младите се заминуваат? Не, воопшто не ме чуди што се заминуваат. Не е само и студентските домови, дефинитивно за младинските политики, за студентскиот стандард, но и стандард на средношколците, треба уште многу да се разговара и многу да се прави, затоа што и ние имаме еден феномен, многу збориме, многу дебати, многу дискусии, а многу малку резултати на терен. Че треба да се видат конкретни резултати, веќе се започнува нешто, но ајде да оставиме време и во она што знаеме дека во март месец ќе почне градежни активности тука и да видиме што можеме да направиме. Треба постојано собранието и да носи политики за младите и да направиме се што можеме да ги задржиме. Како директор, какви се односите со Министерството за образование? Дали досега имате конкретно разговарано за проект кој што во најбрз можен рок треба да стапи на сила со реализација? Добро, во тек е проектот, значи во завршна фаза е преку КФ банка, кој што опфаќа реновирање на сите студентски домови во Македонија. Тука влегуваат и студентските Стив Наумов и Кузма Јосифски Питу, кои што се под капа на Државен студентски дом Скопје. Така да очекуваме во месец март да почнат темелни градежни активности со што наредна академска година ќе добиеме подобри услови за сите студенти, нешто слично како што дури и подобро од тоа што
е направено во студентскиот Гоце Делчев, кој што е целосно изреновиран во сите 4 блокови. Ние како студентски дом се изборивме да во овој проект влезе и студентската менза во Гоце Делчев, која што претходниот пат кога се реновирал Гоце Делчев остана неизреновиран, односно во таа состојба која што беше. Така да јас искрено ги видов проектите кои што ги работи ГИМ Македонија, се извонредни и мислам дека со реализирање на тој проект веќе ќе студентските ќе заличат како во една современа европска земја. Што значи отпочнување на реализација на проектот? И тапно ќе се решава студентскиот дом на Стив Наумов или како? Значи прво почнуваат да се реновираат зграда 1 и 2, како што каже пратеничката Моника Зајкова, се затворени, иако се 2009 година реновирани, односно извршена темелна санација, заради предпоставам неквалитетни градежни материјали или несоодветно реновирање, истите се вон функција. Така да прво започнуваат Стив 1 и 2 и Кузма Јосифски Питу, целосно со студентската менза, а потоа започнува со реновирање зграда 3 и мензата во Стив Наумов, која што се наоѓа од десна страна. Така да сметам дека кога би се завршиле зграда 1 и 2 би немале проблеми во делот на сместување на студенти, односно ќе го зголемиме капацитетот за сместување на студенти кои што оваа година со затварањето на Кузма Јосифски Питу е многу помал. И затоа е, да речам, се случуваат и овие проблеми во зградата во Стив Наумов 3, каде што оваа година ја отворивме и третата ламела, која што беше затворена некои 7 години и беше во многу катастрофална состојба. Ние како студентски дом со средствата кои што ги имаме на располагање, кои што ги добиваме од страна на Министерство по основ на партиципацијата, санираме толку колку што имаме средства и колку што можеме да санираме. Како што видоа сега е започнато, значи се кречи внатре, кое што не е случајно од 91 од кога е изградена зградата. Во дел од тоалетите се сменети плочки, се ставени врати кои што ги искористивме, дел се стари врати кои што се искористи, но се ПВЦ од зграда 1 и 2, а дел се нови врати кои што ги добиваме по основ на донации, односно бизнис секторот кој што сака да помогне во тој дел. Денес имавте како председател на студентиве кои што ги застапувате, имавте можност да се видите со дел од пратениците на собранието. Што побаравте од нив и што е тоа што го презентиравте овдека? Какви се условите? Вака, како универзитетско студентско собрание при УКИМ, во помалку да кажам од 3 месеци успеавме да ја покренеме целата иницијатива, каде што директно прво јас лично ги поминав сите студентски домови еден по еден, бејќи не сум дел од студентските домови, прво сакав да се запознам со ситуацијата внатре. Ги поминавме сите студентски домови, при тоа анкетиравме, на таа анкета имавме повеќе од 450 изјаснати студенти околу кои се условите, околу какви се условите, кои промени би ги направиле во студентските домови. Исто така беше свикана јавна дебата поврзана со студентските домови и би рекол дека со текот на времето успеавме да оформиме една целокупна слика околу тоа каква е ситуацијата и кои би можеле да бидат идни чекори кон решавање на истата ситуација. Денеска, да кажам, она кое што беше констатирано е дека потребно е во најбрз можен рок да се иснајде едно краткорочно решение за студентите кои што се конкретно сместени во студентскиот дом Стив Наумов, а при тоа она долгорочно решение кое што треба да биде е реконструирање на студентскиот дом кое што започнува во март 2023 година. Како универзитетско студентско собрание при УКИМ сметам дека е карактеристично за нас е тоа што не само што ги анализираме ситуацијата, изнајдуваме решение и при тоа ја евалуираме целата ситуација постепено. Верувам дека во најбрз можен рок ќе успееме да стапиме во комуникација и со Министерството за образование и наука како најзасегната страна во целава ситуација. Исто така, како што каже и пратеничката Моника Зајкова, значи преку Комисијата за финансирање буџет и образование, веројатно ќе се донесат заклучоци кои што понатаму би требало да бидат спроведени од институциите. Оптимист сум дека ќе се изнајде и краткорочно решение и дека долгорочното решение ќе почне да се реализира од 2023 година март. Напоминавте дека овде не сте сместен, меѓутоа претпоставувам дека имате пријатели, другари, колеги кои што живеат овде. На што најмногу се жалат?
Вака, мислам дека таа тема веќе опативме преку, да кажам, и фотографиите кои што беа во јавноста, кои што циркулира. Главниот проблем со Стив Наумов се хигиената и тоалетите, мислам дека тоа за сите е јасно. Генерално мислам дека доколку се реши тој проблем ќе има една поинаква слика, да кажам, околу домот Стив Наумов, но при тоа мислам дека и ние како целокупно општество треба да целиме кон некои повисоки стандарди, да не се задоволуваме само со тоалети или само со хигиената, него напротив да целиме кон некои нови решенија кои што да речам во студентски домови кои што се на само 50 километри од нашата држава, да кажам дали Србија, дали другите држави, изгледаат на едно многу повисоко ниво отколку кај нас.